Се интензивираат изборните активности на учесниците на локалните избори 2025-та. На 6-тиот ден од кампањата пред гласањето на 19 октомври, ВМРО-ДПМН ќе одржи митинзи во Теарце, Барвеница, Јегуновце, Ѓорче Петров и во Куманово, а СДСМ ќе биде во Градско, Чашка, Велес и во Свети Николе. Левица пак ќе биде во Кичево, Струга и во Охрид, и кандидатите на останатите партии и коалиции беа на средба со граѓаните. Во денешната изборна хроника на Прва Скопска телевизија, покрај дневните извештаи од активностите на партиите и кандидатите, ќе може да го погледнете и интервјуто со кандидатот за градоначелник на Илинден од ВМРО-ДПМН, Александар Георгиевски. СДС е партијата, чиј претходен претседател и ментор на Филипче Заев, викаше како ако го смени името, ќе му се скине жицата. Го смени, а од жицата ништо. Сега и Филипче си најде своја жица. Ја нарекува црвени рилии, а всушност се бомбона бизнис за Бугарија. Државата, од каде со Заев вртат милиони, од адреси каде фирма има и тој самиот. Венко Филипче праќа порака до бугарите, дека е спремен на се, и тоа народот го гледа. Никој не очекува од СДС и Венко национална политика. Сите знаеме што се крие за тоа. Затоа и ќе бидат казнети на овие избори со историски најслабиот резултат. Имаме конкретни програми, имаме конкретни планови направени врз основа на вистинските потреби на граѓаните и гора ни каја се луѓе кои што работат инклузивно, кои што се отворени, кои што ги слушаат граѓаните, нема да бидат никогаш затворени во своите канцеларии. Едноставно, гласајќи за нив, граѓаните треба да знаат дека гласат за подобри места за живење. Благодарам. Сарај ќе добија монтажен паркинг кај туристичкиот локалитет Матка, осветлување, реконструкција на главната улица и уште многу други проекти, објави денеска Орце Георгиевски, кандидат за градоначелник на Скопје од ВМРО-ДПМН. Тој додаде дека со изградбата на монтажен паркинг кај туристичкиот локалитет Матка ќе се овозможи подобра пристапност и уредно паркирање за домашните и странските посетители. Така ќе се намали хаосот и притисокот врз природната средина. Во мојата програма предвидено е целосно реконструирање на главната улица, со што ќе се обезбеди побезбеден, поквалитетен и современ сообраќај, рече Георгиевски и најави изградба на канализациона мрежа во Долна Матка и осветлување на Горна Матка. Орце ветуваше туристичко Драчево, ревитализација на старата чаршија, уредување на пешачки зони и културна понуда за развој на домашен туризам. Но 4 години подоцна, населбата остана во запуштена состојба, без ниедна реконструирана фасада, без осветлување, без сигнализација, без туристичка понуда. Георгиевски ветуваше субвенции и проекти за изградба на зелени покриви на јавни и стамбени објекти, како дел од борбата против загадувањето и урбаната топлинска изолација. Не само што не е имплементиран ниту еден зелен покрив, туку не постои ниту еден јавен повик. Една голема нула. Орце ветуваше велосипедски патеки, катни гаражи, базени, спортски сали. 4 години само рендери и фотографии, ниту еден реален објект. Градот ќе обезбеди субвенции за сите домакинства кои што повторно ќе се приклучат на парното грејење. Покрај тоа што треба да се прошири мрежата на парно грејење и оние граѓани кои што се исклучени, нови граѓани кои што влегуваат во нови живеалишта, во нови згради, треба да се приклучат на парно грејење. Со програмата обезбедуваме бесплатно, односно помош за сите оние кои што ќе се приклучат на парно грејење. Исто така, ќе помогнеме и на постојните домакинства кои што се загреваат на цврсти горива, односно на нивните оџаци, покрај чистењето на оџаците. Бесплатни филтри од градот. Секоја година најмалку 5000 домакинства. Скопје заслужува нов спортско-рекреативен зелен појас, почнувајќи од Матка преку езеро Треска, Сарај, кејот на реката Вардар, спортскиот центар Борис Трајковски, градскиот парк,
Парк шумата Газибаба се до Маркова река, објави независниот кандидат за градоначалник на Скопје Горан Марковски и додаде: за младите тоа ќе биде можност за различни спортски активности, а за сите останати шанса за поквалитетен живот и поквалитетно поминување на слободното време. Наша цел е да создадеме уреден, фер и поттикнувачки систем за сите кои се занимаваат со пазарската дејност. Затоа, сите пазарџи ќе бидат стимулирани со субвенција од 50% од котизацијата за тезгите, со што директно ќе им ја олесниме работата и ќе го поддржиме нивниот бизнис. На тој начин, не само што ќе им помогнеме на оние кои редовно работат и плаќаат на доместок, туку ќе ги поттикнеме и така наречените диви препродавачи да станат дел од пазарите, да работат легално и во уредени услови. Целта е сите заедно да создадеме организирани и фер пазарски систем кој ќе им користи и на продавачите и на граѓаните. За родителите и учениците во новата програма предвидуваме мерки за значителна заштита на семејниот буџет. Сите ученици од 1 до 4 одделение ќе имаат бесплатен и здрав оброк, а учениците од 5 до 9 одделение бесплатна екскурзија низ Македонија, најави Горан Герасимовски, кандидат за градоначалник на Центар од СДСМ. Тој потсети дека општината веќе обезбедила бесплатни ранци за првоодделенците и бесплатни униформи и дека во претходните 4 години многу се инвестирало и во детските градинки. Со овој проект воведуваме и субвенции за целосна реконструкција на фасадите, со што ќе постигнеме поголема енергетска ефикасност, пониски сметки за грејење и ладење и поубава урбана слика за Карпош. Истовремено, ќе обезбедиме замена на сите клучни безбедносни компоненти на постоечките лифтови, од сајли и сопирачки до ултразвучни механизми и системи зидни случаеви. Работите ќе бидат изведувани по современи стандарди и со задолжителни проверки за лифтовите, да бидат сигурни, доверливи и трајни. Нашата програма е заснована на реконструкција и репарирање на постојната инфраструктура на културните објекти, отколку на нови градби, објасни Антонио Димитров, кандидат за градоначалник на Карпош од Левица. Тој појасни, ова не значи само обновување на објектите, туку и обновување на културниот живот во општината, со достапност на културни активности за сите граѓани. За него проблем е и тоа што многу од старите културни објекти се приватизирани или во лоша состојба. Ѓорче Петров постојано расте, се развива, така и ние го следиме развојот и инвестираме постојано во она што им е најпотребно на граѓаните. Најден од најчестите проблеми со кои што се соочуваме и со кои што ни се обраќаат граѓаните е проблемот со уличното осветлување. Постојано работиме и вистински сме посветени на задоволување на потребите на нашите слушатели, токму и еве овдека во срцето на Ѓорче. И не само на оваа локација, во моментов работиме на поставување на 500 метри нова линија за осветлување. Креирање фонд за млади за финансиска поддршка на младите, предприемачи и младинските организации. Формирање локален младински совет кој ќе биде гласот на младите во општината. Изработка на младинска стратегија и акциски план со јасно дефиниран приоритети и цели. Поддршка и промоција на младите таленти, како и развој и услуги за креирано насочување, доквалификации и преквалификации во соработка со образовни центри и институции. Модернизација и целосна дигитализација на училиштата со современи наставни опреми и едукативни средства. Кандидатот за градоначалник на општина Чаир од коалицијата предводена од ДУИ, Бујар Османи, на денешната пресконференција порача дека родовата еднаквост ќе биде темелот на секоја идна општинска политика, нагласувајќи дека жените не смеат да бидат само дел од кампањите, туку рамноправни учеснички во одлучувањето и креирањето на политиките. 50% застапеност на жените е минимумот што го гарантирам. Тој процент ќе биде застапен во секоја пора на политичкиот и институционален живот на Чаир во раководствата, комисиите и сите процеси на одлучување. Само така можеме да се движиме напред со еднаквост, со заемно почитување и со користење на потенцијалот на секоја жена, рече Османи.